Говоривте јавен обвинителе на второто прашање. И тука имате конкретен сторител. Ќе ви го прочитам членот 359 од Кривичниот законник. Вие треба тоа на памет да го знаете. Јас не сум правник, меѓутоа еве за јавност. Тој што директно или индиректно ќе прими награда, подарок или друга корист, или ветување или понуда за таква корист, за себе или за трето лице, за да со искористување на своето реално или предпоставено влијание, тоа е Артан Груби, службена или обштествена положба и углед, бара, интервенира, поттикнува или на друг начин влијае да изврши службено дејствие, што морало да се изврши или да не се изврши, што не смеело да се изврши, ќе се казни со затвор од 1 до 3 години. И каде сега тука јас на вас ви се заканувам, господине обвинителе? Ве прашувам зошто не го спроведувате законот. И не само јас, туку ве прашуваат сите останати обштествени чинители. Па цела јавност се крена на нозе за оваа ситуација. И вие реагирате на начин на кој што реагирате. Мислам дека ако ова не е класично дело на корупција, каде што имате повеќе од двајца, односно имате 3 чинители, имате фирма, имате друга фирма и имате вице-премиер, кој што е награден за тоа што го овозможил. Дали тоа не е предмет од висока корупција? Кој ќе ја гони таа висока корупција? Вие треба да ја гоните. И оној јавен обвинител за гонење на организиран криминал, кој што вие лично сте го гласале и сте го поставиле, а не сте го ни познавали. Како ќе га гоните оваа корупција? За 1% доверба зборувате? Па за надзорот на коридорите, да ве подсетам, фирма за долен веш го доби тендерот. И тука ли не сте надлежни? Собранието ли е виновно за таа работа? Коридорите, договорите, ги видовте ли? Ви стигнале од владата или уште ги преведувате таму? Може би немате сите сертификати. Докаде е истрагата со Сајтрокс? На црна листа ја ставија, молчите и бегате од одговорност. Нашиот стратешки партнер ја става. Ќе сте правеле национален фронт за борба против корупцијата. Па јас би се засрамил да сум на ваше место. И имам дополнително прашање. Кога ќе поднесете оставка? Благодарам.